Почитувани мои, еве не уште една сабота заедно се дружиме со емисијата во Агол. Оваа сабота знаете дека во Штип, не само сабота, петок, сабота и недела се организира Штипската пастрма илијада. Реков сабота се гледа оваа емисија и ја гледате оваа емисија, а јас во оваа емисија разговарам со иницијаторот и организаторот на Штипската пастрма илијада. Она што е интересно да се каже поврзано со оваа манифестација која што се организира во Штип е дека оваа година се организира по 10-ти пат. Значи ова е 10-то јубилејно издание на Штипската пастрма илијада. Токму поради тоа гостин овој пат во емисијата во Агол е, како што реков, иницијаторот на оваа манифестација, господинот Кирил Панајотов, кој што е вработен во општина Штип и кој што е прв ја имаше идејата да се организира нешто посветено на Штипската пастрма илијада. Добре дојдовте во Агол. Добре ви најдов и добре дојдовте на пастрма илијада 2016. Малку ми пречи тоа прв, а ми пречи иницијатор. Штип имаше потреба тогаш. Општина Штип имаше потреба како локална самоуправа или нешто што требаше да создаде свој бренд, да создаде една нова традиција, една нова промоција на градот, меѓутоа и на туризмот и економијата. Во основа, тоа беше на некој начин и еден вид на помодарство на локалните самоуправи. Сега гледаме дека навистина тие вродија со плод после 10 години и дефинитивно имаме позитивна оценка на тоа што сме го мислеле. 10 години е традиција, веќе е традиција, значи еден јубилеј кој што заслужува почит и иако низ годините се минуваше низ некакви турбуленции, менувања на основниот концепт, оној првичен кој што го започнавме тогаш, секогаш првата идеја е прва, можеби и најдобра, меѓутоа се менува според условите, според спецификите на и потребите кои што се онака како што самата се развива, немате контрола на нештата, дојде до ова ситуација да еве ние очекуваме утре веќе Штип да се наполни со туристи. Искрено ви кажам ова најотворено, дека имаме најави од туроператори од Србија, многу автобуси ќе дојдат. Имаме организирани доаѓања од Македонија. На еве некои пензионерски здруженија со неколку автобуси сакат да бидат тука, да ја споделат радоста и славењето на пастрма илијада како бренд. И да ја пробат пастрма илијада. Па за холестерол не знам дали ќе ја пробат, поради нели реков пензионерите, меѓутоа во секој случај да бидат овде да уживаат на празникот на пастрма илијада 3 дена во Штип. Така. Во едно интервју претходно што го имавме со вас, кажавте дека идејата, сега дали сте бил прв иницијатор или не, значи факт е дека вие сте ја дали таа идеја и дека вие сте иницијатор на оваа манифестација, но целта било на таа идеја да се промовира пастрма илијада. После неколку години пастрма илијада е брендирана, значи е веќе бренд на градот Штип. Има и во други градови каде што се подготвува, меѓутоа Штип е градот каде што се наоѓа брендот. Тогашниот градоначелник, значи пред 10 години, веројатно тоа е била идеја на ниво на Република Македонија. Дајте да видиме што можеме да направиме, да се промовираме локалните самоуправи, преземајќи ги оние надлежности кои што нови беа во тоа време за нив како административна единица, имаат дели да ја промовираат општината како самостојна, да привлечат пари, да создадат услови за развој на туризам и така натаму, да не остане Македонија како што во основа и сега е само Охрид и така натаму, ама да се најде нешто. И тогашниот градоначелник не смееме да го игнорираме тоа, бидејќи ја зборуваме вистината, зборуваме за историја од 10 години. Запна, ајде да видиме што, ајде да видиме нешто, ама пастрма илијада е добра. И искрено да ви кажам, во тоа време имаше и отпор. Ајде, кој ќе дојде пастрма илијада, ајде, ние си ја правиме тука, тоа си е фурначиска работа, ваму таму. И некако дојдовме до моментот, имаше отпор и мораше да најдеме спонзор. Некој што ќе ја покрие и затоа тогаш пастрма илијада се викаше, првата пастрма илијада се викаше Денови на пастрма илијада и маслото. Бидејќи главен спонзор ни беше тој што ни беше. Брилијант. Производител на масло. Да. И така одеше, па имаше реакции, ајде, што има врска пастрма илијада со маслото? Има врска.
создадовме еве сега една нова ситуација, една традиција која е врзана за пастремалијата. И јас секоја чест не можам тоа да го игнорирам и да не се заблагодарам на човекот кој што возможи финансиски тогаш целосно сам да ја покрие. Немаше да почнеме, бидејќи имаше отпор. Вистина имаше отпор дека ајде да правиме нешто друго, можеби ќе постигнеме онаа цел која што бараме да ја постигнеме. Сега не знам колку сме ја постигнале, меѓутоа Штип живее и за пастремалијата. Покрај Макфест сега има и пастремалијата. Да, тоа е нешто што Тоа е во факт. текот на емисијата Тоа е факт. ќе го зборуваме исто Да, така да. за уште две традиционални манифестации кои што се организираат овде во Штип, Така. Макфест и Штипско културно лето, Да. со кој што вие исто така сте поврзани. Да се навратиме на моментот кога се организираше првата пастремалијата. Да. За разлика од денес, од овие денови, оваа година, има многу промени, има многу измени, тргнувајќи од самата локација каде што се организира. Основниот концепт е променет на пастремалијата. Основниот концепт не беше да се слават концертите на големи звезди. Можеби тоа најубавото, изминатите можеби тоа неколку привлекува. години големи звезди беа во Суштината Штип. беше да се слави пастремалијата како бренд. Нешто како наше обележје. Јас тогаш имав многу вакви емисии, интервјуи по национални телевизии и се обидував да ја доближам идејата преку историја за пастремалијата. Многу малку знаеа пастремалијата како дошла во Штип. Зошто пастремалијата не е во Битола? Зошто не се прави? Зошто? Јас сум го кажал тоа, ама ќе видам тоа Не се сум да гледала не јас. па сега ќе ви кажам. Пастремалијата е, сакале да верувате или не, производ кој дошол со турците. Имено една етничка група турци кои се викаат јуруци. Дојдени се од местноста, од областа Јурукана. Тоа е во Мала Азија и они биле населени на овој простор на овчеполието и на Плачковица. Значи, на овчеполието бидејќи биле номади сточари. Идејата била на турските, на отоманите тогаш, да ја асимилираат оваа средина и да донесат повеќе турско население од посиромашните краеви. Значи, сточари, сиромашни луѓе кои живееле номадски живот преку гајање на овци, кози и така натаму, така натаму. И ги населиле на овој простор да можат на овчеполието да ги пасат овците, а зимно време, летно време па да одат на планината и тука некаде се насели на Плачковица. Затоа ги имате вие пастремалијата, имате во Радовиш, Да. имате пастремалијата во Штип. Бидејќи се под Да, Плачковица. и сега има некоја видоизмената приказна бидејќи овчеполието е врзано за Велес. И ако погледнете, Радовиш, Штип, Велес се меѓу себе се надпреваруваат кој прави подобра пастремалија. Но и основниот рецепт, односно содржината на самата пастремалија се променила. Затоа што во основата тоа е тесто од сушено пастрама месо. А пастрамата е сушено овчо месо, солено. На солено добро, па сушено на чат и на воздух повеќе време и од неа се правила пастремалија. Затоа вика пастремалија, од пастрама. Ама во Штип пастремалијата доживеала своји промени на тој начин што го променила основниот продукт, практично месото, наместо пастрама, свинско месо. Па добро, секој не поднесува да јаде пастрама. Не може Јас имам пастрама, проблем никој не на може да пастрама, јаде, не, меѓутоа во вкусот не Велес можам и да- затоа со велешани, после они направија питијада. Да. Една година после нас. Сато ви реков дека тогаш беше некое помодарство, А локалните во Радовиш самоуправи. има сомунијада. Сомунијада па после 2 години од Велес и они и сега ние постојано кога одиме по такви дебати некој, ние сме подобри, ние ја направивме, нашата е оригинална, вашата оригинална е турската, да се разбереме. Затоа и сега популарни се турските серии, некош ќе видите, имаат они со тесто, повторно ги даваат во некои ситуации, јас сум видел дека имаат нешто многу слично на пастремалијата во нашата. Веројатно тоа е таа. Да, ама општина Штип ја брендираше Ние ја пастрамалијата. брендиравме и затоа имаме Штипска пастремалија, бренд регистрирано. Тоа беше исто идеја од првиот момент кога седнавме, јас како денес го паметам моментот денот, отидовме во Брилијант и да разговараме со собственикот и тука му образлагавме и првата пастремалија се вклучи и Стопанската комора на Република Македонија. Не поддржа. И првата се одржа на плоштадот Слобода. Меѓутоа, Како се одвиваше тој концептот момент? беше друг, тоа го кажав. И на почетокот. Концептот беше идејата да ја промовираме како рецепт, меѓутоа да промовираме традиционални јадења македонски. Не само пастремалија, па самијата е главен. Меѓутоа, со тоа што имаше пропратни манифестации на самата пастремалијада, не вака,
на отворено тезгите и јадење, бидејќи не ни беше логично дека некој може да направи пастрамајлија на улица и да ја испече. Прво, многу услови треба, а и не е полно и хаса, тогаш немаше хаса, па некој беше нелогично. И затоа ние направивме пропратни манифестации од типот на традиционална национална кујна. И со наши финансиски средства најдовме готвачи, меѓутоа и од етничките заедници имаше турска, ромска, влашка, македонска и хрватска како малцинство, и сите правеа со одредена количина средства донирани од општината, организаторот набавија продукти и правеа традиционални нивни јадења. И тоа беше сервирано на како Штандови. Не штандови, маса, огромна маса, и тука имаш хрватска храна. Па морски плодови, не знам, вакви пршути, не знам што, на нашата македонската гравче, па сарма, па не знам, на турската имаше печено јагне во замотана овчја кожа, во жар под земја нешто, такви работи. На ромската имаше некои пиши, некои такви јадења нивни традиционални, со тоа што промовирајќи ја нивната национална кујна, сите излегуваа, представници нивните готвачи, кажуваат, тоа јадење се прави за тогаш, најчесто се јаде во празнични денови, така натаму. И на некој начин, со тоа што гостини беа амбасадори, потоа наши збратимени градови, представници од нив, и некој дипломатски кор. Таков. Имаше ли музички настани, затоа што спомнавте дека во последните години повеќе се концентрира на музички настани, меѓутоа музиката беше нешто пропратно, како да седите во мејана во ресторан и да си слушате музика, меѓутоа вие уживате во храната. Музиката е она што само го надополнува амбиентот и впечатокот. А ако ние сега дојдеме во ресторан, замислете и само зјаеме, да ми простат на изразот гледачите, во пеачката и во нешто пее, да, треба да го погледнем, да видите кој ве забадува. Ама ај сите да гледаме во него вака и јадењето заборава да јаде пастрамалијата ќе се треба излади. да се ужива во тоа, и беше идејата. Цел ден нека се полнат кафеаните. Гостите нека се тука, ние да овозможиме да дојдат од сите краеви. Нека влезат во секоја кафеана, нека кафеаните нека направат своја промоција. Имавме и такви иницијативи, што да направат, да брендираат, ги теравме да прават флаерчиња, да прават менија во кој што пастрамалијата ќе биде забележана како не знам. Значи, сето тоа беше некоја мотивација да малку туризмот да заживее, угостителството и така. Со тоа што и дуќаните беа полни. Оние дуќани за текстил и за друго што ги имаме доаѓаа си пазаруваа, од Скопје кога ќе дојдат ќе видат поевтини чевли од Баргала, ќе видат поевтини, не знам, текстилни производи и живее, сите имаа бенефит од тоа. А концертот си беше на плоштадот, во првата година доведовме 5-6 македонски звезди, Дани беше Лозановски, беше Верица Пандиловска и не знам уште кој, ја водеше програмата Вера Јанковиќ. И со тоа што имаше пастрамајли, тука кикснавме, мислевме дека нашиот народ е малку попитом во тој дел. Ценевме дека е добро да ја делиме пастрамалијата како производ кој ќе дојдат на концерт, вака малку малички пастрамали, ама да си ги земат бесплатно. Арно, ама некој мислеа дека добро е кој е прв до тезгата, дека треба да земе 30 пастрамали или кутијата, ако може да ја земе, да ја грабне, и тука настанаа малку негативни нешта, па почна тоа да се модифицира, па и угостителите нека бидат тука, нека се продава, ама првите 2 години не се продаваше. Тука ја делевме така и терминот беше 8 ноември. Тоа е традиционално време кога почнува пастрамалијата да се јаде во Штип. Ако се вратиме наназад, нашите фурни беа основните местата каде што се правеше пастрамалијата. И јас сум го тоа кажувам 1000 пати, јас се сеќавам на деновите со некаква носталгија, кога од дома ќе те пратат да отидеш да го носиш местото кое што дома го подготвил најстариот, обично татковците го правеа тоа, кај мене, барем татко ми тоа го правеше, ќе подготви, ќе го насоли, ќе го зачини, ќе стои од вечер, местото е утре са вајале во тавичка, ќе одиш кај Чичотошо, кај каната. Во фурната и таму редица од 50 души са вајале, кој прв. Ама ти го носиш ручекот горци, може си 7-8 години, ама носиш дома, креваш над главата да видат дека ти носиш пастрамајли. И по тебе мириса
пастремелијата, кејв. Ама мејаните тогаш не го правеа тоа, не го подготвуваа, веројатно ги немаше тие печки, бидејќи основниот рецепт на пастремелијата, колку што јас знам, дека треба да има добра печка и висока температура. Немавме такви печки во тие фурни дома што ги имавме, или па немаше традиција дома да се пече. Можеби некој правеле, ама Повкусно е во фурна, во секој случај. Ги спомнавте музичките звезди кои што настапувале во првите години. Последните години, минатата година, имаше музички звезди не само од Македонија, туку и надвор од Македонија. И пред Цеца, Светлана Верличковиќ, претходно Аца Лукас, Јоксимовиќ, Желко Јоксимовиќ, годинава, да, Харис Џиновиќ, годинава, еве, Здравко Чолич, Рибљај Чорба. Ако погледнете во сите пастремелијади и јади, други, или имаме празијада, имаме смоквијада, компиријада, се имаме. Почнавме да се надпреваруваме во тоа кого ќе донесеме од надвор, не од нашите. И тоа е интересно за публиката. Нормално сега Здравко е магнет за сите генерации, јас би рекол, бидејќи гледам дека и многу возрастни, некои од постари од мојата генерација, некаде 60-тина години дами доаѓаат, минуваат сега, тука ли ќе биде Здравко? Тука ќе биде Здравко и гледаат како се прави сцената, бината на Дујле. Значи, привлекува внимание и тие ќе дошле да го видат Здравко, на млади години го гледале и го слушале. А јас од дете, како паметам за себе, знам Здравко пееше на програмите на тогашната југословенска телевизија или и македонска телевизија. Рековме првиот пат се организираше на градскиот плоштад во Штип, потоа на 2 години на градскиот плоштад, третата, четвртата на Ванчо Прке улицата, па стана тесна. Да. Па дојдовме тука, па се промени локацијата заради градбите кои што се случуваат на оваа страна и цениме дека овој простор сега е идеален. За разлика од минатите години каде што бината беше од страната на мостот, сега е од другата страна кај новиот пружен, дека да кажеме. Од повеќе аспекти е подобар затоа што бината како бина бара добра подготовка, безбедност. Има од повеќе агли може да се гледа тие што настапуваат на бината. Може има прегледност кон бината од сите страни, звукот подобро ќе се пренесе, бидејќи нема проблем од барикади од типот на 8 ноември зградите од лево секош ни правеа проблем, од десно го имавме зидот на и одеше звукот некаде кон суитлакот и кон деснаци. Горе се креваше и одеше во бесконечно. Сега ценат овие инженерите на DVD5 кои што како наши пријатели и соработници ценат дека ќе имаме прекрасен звук досега невиден, затоа што донесува опрема, дополнителна опрема и од Белград дојдоа сега уште 2 шлепери, цениме дека ќе биде навистина добро. Како и да е, иако велите дека нели целта на пастромалијадата е да се промовира пастромалијата, а не музичките звезди кои што настапуваат, сепак и сами спомнавте дека имате најава за туристи од и надвор од Македонија, целта е постигната. Целта е постигната во секој случај. Како туристичка локација, да речеме Штип, во овој период, овие денови, ќе живее баш токму така и ќе продолжи оваа традиција секако. Па традицијата, тоа е идејата. Идејата беше да не се прекине традицијата во основа позицијата која што има во локалната самоуправа и работата која што ја работам. Јас секогаш како свој мото го имам, не сме да се прекине традицијата. Може некоја година во тој континуитет да биде и послаба, да биде и полоша, да биде и најлоша, ама не сме да се прекине. Да не се прекине нишката една година, ако се прекине втора година, трета година, го нема тоа. Оти традицијата е она што не одржува, независно од кој аспект гледано. Па и ова е дел од традицијата на Штип. Замислите, спомнавте ви дека ќе проговориме и за Макфест и за Штипско културно лето. 30 години назад, 3 децении, тоа се генерации. Тоа е, да не речам, половина век, човечки век. Поминато во континуитет. Тоа може да го прави само срединет кој што има капацитет да го направи тоа, не само да го направи, туку и да го конзумира, да го следи и да го доживее на свој начин. А сето тоа говори и за нас, и за градот, и за луѓето кои што живееле и живеат и понатаму. Затоа што верувам, јас имам познаници кои што ќе ме видат и знаат дека сум инволвиран во сите овие неколку настани
и ќе почнат, па ова не чини, ова не за никаде, ова ви вака, ова не, и добро, половина сат муабет и после кажува биле, не знам каде се сретнале во Грција со некој и овој му вика, а што им кажа ти тогаш се сеќаваш ли? Па ние имаме пастрамилјада, чули ли сте за пастрамилјада? И Макфест имаме, чули ли сте? Пак е тоа нешто со кое што се гордеат Штипјани и го тоа е нешто со палат што се на- препознаваме. Да. И он очекува, затоа што биле тие од Босна, очекува да се Да имаат сеќава, слушното. да имаат слушното за тоа. Значи, му велам, зошто се фали што тоа ако сметаш дека, ама добро, јас сакам да биде добро. Ворете, секош може да биде подобро, и едното и другото и третото, ама треба да имате за тоа многу слух и многу работи да бидат исполнети за да биде идеално. На крајот на криштата нештата се менуваат и на подобро и на полошо. И тоа целиме да биде секоја година, секоја следна да биде подобро. Реков повторно ќе се обратам до гледачите сега дека ова емисија се емитува во сабота, а токму во сабота вечерта настапуваат Рибја чорба, Рибја така е? чорба, да. Не само Рибја и чорба, се- тука е Јордан да, Митев, некако- Куртиш бенд, Силви бенд и така натаму. Треба да ги Се спомнем, ние имиња кои што некако се звучни и кои насочуваме што само се, на да, на на страна. најзвучните, овие од страна што Од се. страна И што се, ние да. сега правиме дискриминација. И во овој разговор правиме дискриминација. Ако погледнете, ние утре ќе почнеме со креатив бенд. Млада штипска група, прекрасни дечиња. Значи, они ќе го отворат фестивалот, јас го викам, и пастрамијата ја викам фестивал. Ристо Самарџиев, он е шесткратен победник на Макфест. Тој овде споменик треба да му направиме ако помислите. Значи, помогнал да се слуша фестивалот преку него и за нашиот град. Александра Јанева, двократен победник на Макфест. Да, и таа ќе настапува Момо првата Николовски, интересно може за постарата публика, може би на другите не знам како ќе им звучи, носи цела екипа, дури и артисти со него. Од типот на Ванчо Петрушевски, таа компанија. Сака да направат некој друг перформанс горе на сцена. Ако погледнете, и нормално Ю група е нешто од кое што, еве, сега велите ќе оди емисијата после. Да, Ова во што сабота сега оди, ќе говорим. зборуваме за Меѓутоа, петок сега. И јас уште сега велам дека ќе има многу добра забава. На Ю група. Да, меѓутоа и за сабота, рековме, Јордан Митев, сеќавате минатата година, јас се изненадив лично, човекот што велат Штипјани си пееше за сите пари. 3 пати се препоти на сцена, меѓутоа сцената и публиката играше со него. Тоа е факт. Силви бенд веќе познат бренд музички кај нас, а да не зборуваме за недела. Да не зборуваме за недела затоа што направивме еден гарнир од најискусното и најмладото, ама се квалитетно. Замислете, ги имате Мартинијан Кириловски. Ние ги, за несреќа, за жал, ги запознавме децата од преку грант, некој друг ги откри. Да. Пинковите звездички Антонија Гиговска и Мартија Станојковиќ. И исто некој друг ги откри и ги бара. Ние сега ќе ги промовираме кај нас. Добро, Антонија Гиговска е еден од победниците. Веќе се познати имиња, посебно кај помалите, кај И сега помладите. доаѓа на ред еден Ферус Мустафов со цел бенд. Он сака да донесе исто така звезда која што е чуваме за како изненадување. И навистина ми е драго ако успеа да ја донесе во рамките на неговиот дел од шоуто. И Здравко Чолич кој што мислам дека ќе биде врв на се она што. Кулминацијата, ја што би рекла. Шлагот или ова како се викаше срешката од озгора, вишна. Вишна. На тортата, да. Каква е организацијата во контекст на угостителите, штандовите, како се поставени на оваа локација? Добро, веројатно ќе ги интересира Да. гледачите колку угостители. 30-тина, мислам дека се 30 штандови ќе има со угостители, независно. Тука се има и за тоа реакции. Угостители како меани, традиционално тие постојано работат, тие подготвуваат, меѓутоа има и пекари кои што исто така пастрамелиите ги прават цело зима и цело лето кај нив печат. И тие имаат своји штандови, независно од тоа 30-тина распоредени се така симетрично. Стратешки. Не, распоредени се по... За да може да гледаат да, комбината меѓутоа сите кои позицијата, што ако ги ги седат таму. интересира, позицијата кој каде е, се одредува преку жребување. Значи, Да, веќе е бројчиња, нешто што тоа е е веќе поминало. технички завршена работа, секој си е одбра среќата каде ќе биде, меѓутоа, ако погледнете, за сите ќе има место.
осмислена печал. Сите ќе бидат задоволни и јас се надевам дека секи помине во најдобар ред, имаме добра координација, имаме обезбедување и платено, меѓутоа и тука и јавната безбедност од СВР, исто така имаме организација во делот на сообраќајниот план променет, благодарност исто и до тој дел од МВР СВР. На истиот начин ќе биде регулиран сообраќајот, еве веќе десетина дена на овој дел каде што ќе се случи пастремијадата, сообраќајот е со истиот режим и нема проблеми. Поголеми проблеми, нормално луѓето се навикнати. Има гужва низ градот, меѓутоа. Па во ред е да има гужва, меѓутоа немаме такви застои. Ако сеќавате минатата година имавме тука сериозни проблеми, кога веќе менитиот мост е тесно грло и дополнително ние го затворено. Меѓутоа наредните неколку вечери навиката е малку лоша од наша страна. Има, да. Например, јас како штипјанец, ако сакам дојдам на пастремијата, морало да дојдам со автомобил. Зошто да не се кренат, тоа е празник на градот. Кроце да си дојдат до тука, не мора автомобилот сепак па дополнително. Сепак е во централното градско Во подрачје. централното. Инаку, искрено да кажем, цело време заговарам друга локација, меѓутоа, не се прифаќа, мисля дека нема да биде добра, ама таа е проверена и многу добра е. Јас сега ќе изговорам јавно, бидејќи јас не настапувам овде од позиција на советник во општината, така ли? Вие ме каните како иницијатор. Како човек кој што го познават. Тоа е како иницијатор за организација на пастремалијата. Тоа е Суитлакот, стадионот. Тоа е идеално место. Тоа е проверена концепција. Ама добро, можеби не се допаѓа на некои луѓе и така. Ајде, јас спомнав на почетокот и вие во текот на разговорот дека ќе поговориме освен за пастремалијадата и за уште две традиционални манифестации кои што се организираат овде во Штип, тоа се Макфест рековте и Штипско културно лето. Значи во кои што исто така вие како Кирил Панајотов сте инволвирани во организацијата на овие два настани. Макфест настан со традиција, музички фестивал кој што исфрла, да речем на некој начин, нека сцена во наводници многу хитови во текот на изминатите години и музички имиња. Придобивки други, не само тоа. Од друга страна за градот Штип има придобивки од страна промоција на градот, промоција на македонската музика, меѓутоа во одреден период од неговото постоење тој придонесе да не замре творештвото на македонски јазик, односно македонска музика, забавна песна. Ние едно време скоро да бевме и изгубиле тој дел. Скопскиот престана фестивал и не знам други фестивали што беа. Но Макфест не престана. Рековте вие тоа тенденцијата да се одржува секоја година да се одржува, да трае. Биле и лоши години. Некои велат, ајде некој пред 3, 4, 5, 6 години беше многу лошо. Да, имало и лоши години, имало и добри и така натаму, и се зависело од одредени услови. Секош не е добро, па и во дома, во одредено семејство, во одредена фамилија, куќа, секош не ви оди најдобро. Имате кризи и финансиски, имате и радости, и плачки, и така натаму. Се е тоа дел од животот кој што носи убави и лоши нешта, меѓутоа ние се трудиме со овие манифестации да биде добро. Макфест е бренд кој што мислам дека трае и ќе трае. Се надевам и после сите нас. Музиката секако е безвременска. Тука и Штипско културно лето. Штипско културно лето. Секој лето се организира. 31 година. 31 година. Штипско културно лето и Макфест се генерации, да речам, генерацијски во исти период се... Од секош велам дека 86-та година е клучна година за историски гледано. Е клучна година за културата на Штип. Веројатно многу малку размислуваат за тоа, бидејќи јас пред колку години, пред 5 години правев монографија за Штипско културно лето кога беше 25 години јубилејот. И тогаш морав повеќе да расчепкам, иако знам, јас сум учесник на Штипско културно лето од второто наваму. Како учесник, сум бил и учесник, а и организатор и така натаму и така натаму. Не сме помислиле дека веројатно таа 86-та Штип имал и една екипа раководители, како што и сега има. Да речеме, за ова сето стои градоначалникот, за трите проекти стои градоначалникот. Тој макотрпна работа. Има градоначалници кои што не ги интересира за култура и до тука е.
Значи, можеше Штипско културно лето и да заврши, ајде не ни треба веќе Штипско културно лето, нема и интерес, луѓето повеќе ги интересира да одат во кладилница и така натаму. Да. Меѓутоа, се прават напори тоа да се одржи. Штипско културно лето имаше тенденција пред 10 години да замре, бидејќи да ја завршам мислата. Таа екипа на луѓе од 86-та, тоа е културно-просветна заедница. Тогаш културно-просветната заедница имаше свој совет. Знам, таму беше на Джаков, Крстев и не знам кои беа таму. Тие луѓе кај нив се родила идејата како сега за пастаналијата што зборуваме. Штип треба да го има тоа. Виделе дека во Скопје веќе функционира 5 години, зошто ние сме средина која што имала култура, култ кон културни настани, творци имаме и така натаму, и они тоа го потикнале, ама го потикнале и овој момент. Музичката традиција која што ја има, ајде и Макфест, се нешто почнува од таа екипа околу културно-просветната заедница. И додека беше културно-просветната заедница, Штипско културно лето се надградуваше и раснеше. Дојда оние трансформации општествени, заврши културно-просветната заедница и се она социјалистичко што беше во нас. И дојде еден период кога почна длабоко да стагнира и културата и културните настани. Јас во тој обид да направам историја на тие 25 години за таа монографија што ја спомнав, видов дека има години во кои што Штипско културно лето имало по 12 настани или по 9 настани. Замислете, сега имаме по 40. Еве традиционално на нас за 10 години имаме по 40 настани. Од 32 до 45 некаде се движат. Епа голема разлика е тоа. Секојдневно? Секојдневно настани во една, како се вели, месец и За пол. вкус. Така. И за любителите на музика, за театар, за пишаниот, така збор, натаму, промоција на има. книги, И поезија. сега, тоа е суштината. И кога дојде таа трансформација, мислам дека последните години Домот на културата го работеше Штипско културно лето, па малку почна тука да запаја, па културна иницијатива ја презеде. Кацаров тука беше во тој дел, и ама се немаше пари, и тогаш исто така во една таква ситуација рековме општината мора да го преземе. Инаку ќе замре. И застана општината баш во тие години кога веламе локалните самоуправи требаше да покажат иницијатива, и добро е што го направивме тоа. Независно, сега може да се случи трансформација. Може да повторно да го преземе дали Центарот за култура, дали Домот на младите како културна општинска културна установа, да добие уште повеќе на квалитет. Тие да се занимаваат цела година со тој проект и да извлечат нешто многу подобро. И Макфест може да го преземе некој друг. Меѓутоа општината застана кога беше Најкритично. Најкритично. Нема кој да го финансира. Се сеќавате, Макфест беше долги години акционерско друштво во рамките на Фершпет, комплетно финансирано од Фершпет. И кога престана тоа финансирање, логично беше да замре, да застане. Сите очекуваа дека ќе до тука ќе биде работа. Кога сите очекуваа, еве се одржа како така, меѓутоа оваа година се случи она кое што јас од секогаш го посакувам, почнав да го препознавам Макфест од годините кога првите 10-15 години кога го работевме, кога уживаа, тоа го почувствуваа и пеачите, и авторите, сите оние кои што беа на фестивалот. Јас нивните реакции до ден денес ги следам, се јавуваат да кажат дека оваа година навистина се почувствувале како годините пред тоа. Замислете, тоа го кажуваат еден Џокси кој што бил пред 20 години тука, тоа го кажуваат Хелена Благнев со огромна радост. Дојде. Значи без никаква победничката на првиот Макфест. Да, дојде и вели уште живее истиот дух, затоа што после долги години ноќите беа ден на Макфест. Значи пеачите и сите гости на фестивалот се дружеа до утрински часови. Се враќаа веќе во зори пеејки песни по улиците по Штип. А тоа беше Штип. И они сакаат да се дружат. Тогаш се раѓа се. И пријателство, меѓутоа се раѓаат идеи нови. И наредни соработки. Нормално. Секој случај. Така е. Дали од пастрамалијадата има такви моменти за некои идни соработки со музичките звезди кои што доаѓаат, да речеме, овде? Па секогаш има нешто ново. Од секоја манифестација се раѓаат идеи. Го спомнавте Мартинијан Кириловски, така беше? Да, и тој има учествувано на Макфест. Па тоа е еден од победниците 2014. Беше носител на третата награда од публика. Само што дојде детето, а потоа учествуваше на Грант. Значи ние го откривме, Макфест го откри пред тоа. Тоа е добро. Макфест потоа отиде на Грант,
ама пак се врати и на ова, како се вика, на Макфест, и ова година беше на Макфест, нема награда, меѓутоа мислам дека беше четврта ова година, по гласовите. Четврт за малку не успеа да земе трета награда. Она што е интересно, се извинувам, поврзано со пастрамалијата е дека не е само да се проба пастрамалијата, не е само да се слушнат музичките звезди, туку се организираат и други настани кои што се интересни за сите оние кои што ќе дојдат и ќе присуствуваат и ќе бидат дел од пастрамалијата. Тоа се традиционалните кои што традиционални останаа настани. сегменти од пастрамалијата. Значи не е само да дојдат вечерта да ги слушаат звездите и да пробат од пастрамалијата, него и во текот на денот има настани кои што се нема да бидат во текот на денот затоа што се покажа непрактично. Ние го поместивме прво терминот на одржување. Многу е топло. Замислите вие да седнете на сонце, независно што има чадори, на просторот каде што е дулето, е отворен од сите страни, и да јадете пастрамалија. Во секој случај има и друг технички проблем. Еве, пеачите доаѓаат, односно групите, артистите кои што ќе учествуваат вечерта доаѓаат и мора да имаат тонска проба. Вие не можете, сите имаат по еден час тонска проба. И во текот на денот ти почнуваат некаде од 4, од 16:00 па до 19:00 имат тонска проба. Тогаш не можете да реализирате никаква работа, забава на сцена. Затоа ние сите оние пропратни манифестации за кои што алудирате вие, ги направивме некаде од 19:00. Значи, меѓу блоковите ќе има традиционалната џиновска пастрамалија. Аз да кажам дека традиционално наназад 10 години ја прави Макпромет. Единствено тие може да направат толкова пастрамалја, некаде 2 и колку ќе видиме сега, да не импровизирам. Односно веќе сме виделе, затоа што во петок вечер ќе биде тоа. Ќе се пресече таа џиновска пастрамалија и тоа е еден раритет. Првата година кога ја правевме, јас кога ја видов, огромна пастрамалија, викам, ова нема да се јаде. Бидејќи дебела во краевите, и потоа ја расековме. Исто вкусна како и малата пастрамалија. Значи мајсторите од Макпромет знаеле да ја направат и навистина се мајстори. Потоа во другиот дел се трката на келнери. Тоа е еден сегмент така забавен, повеќе угостителски објекти пријавуваат најбрзиот келнер и се надпреваруваат да однесе, да врати пиво со чашка и не знам што таму до одредена точка, и тука се дава соодветна награда. И традиционалната од почетокот почна и до ден денеска е надпреварот во брзо јадење на пастрамалија. Тоа е многу забавно, публиката ужива во тоа, секогаш се воодушевувале на таа работа. Се пријавуваат 10 на 12. Тука некоја анегдота, некој, да не речеме инцидент, некој да му се сложи додека јаде пастрамалија. Не, има рекордери кои што секоја година учествуваат и еве и ова година кои учествуваат тие двајца, верувам дека еден од нив ќе биде победник, ама тоа го манифестираат, радост ја манифестираат многу специфично на крајот, и јас одам да го гледам тоа секако, независно што сум зафатен околу организацијата, одам да ги видам нив како се радуваат на тоа. И му велат, уште една да дадеме, таа на рад ќе ја јадам. Значи, ова јаде за минута и не знам колку, а другата на рад, значи 2 пастрамали може да изеде. Тоа е некако необично, јас не би можел во секој случај, колку и да е вкусно. Стигнувате ли вие да пробате од пастрамалијата, за време на пастрамалијадата? После може би на рад, таму некаде во ноември, на 8 ноември, за празникот на градот. На 8 септември, на 8 ноември. Ви благодарам многу што бевте во Аголот. Договараме многу одамна. Јас ви благодарам што проговоривме за оваа наша манифестација. Ова беше баш ако сме во сабота, тоа значи ако не можат да бидат информирани доволно до сабота за петокот, еве сабота и недела нека повелат сите оние кои што и да бидеме сите добри домаќини, ги повикувам граѓаните на Штип, а од регионот нормално да бидат тука, а ние да бидеме добри домаќини, да овозможиме на сите оние што ќе дојдат безбедно да дојдат во нашиот град, да уживаат, да се забавуваат заедно со оно што сме го подготвиле ние и со нас да се забавуваат, и до година да дојдат уште повеќе и посрекни и да бидат задоволни од сето она што ќе видат. А рековте дека има најавено туристи од Македонија, како спомнавте претходно додека разговаравме еднаш, од Србија и од Бугарија, има од Бугарија, има најавено, и нашите некои пензионерски екипи кои што ќе може денски ќе биле, денски нека дојдат, отворен е градот, штандовите веќе се местат, бината е готова и
се ќе функционира утре, мислам некаде после пладне веќе ќе почнат да се подготвуваат и пастрамајли и се она што е неопходно добро за забава. Така. Мили мои, вие сите што го пропуштивте петокот да присуствувате на Штипската пастрамалија во Штип, кај местноста наречена Доиле, кај градскиот стадион, сабота оваа вечер е прилика за вас еве по завршувањето на емисијата Вагол да се упатите кон локацијата каде што се организира пастрамалијадата. Рековме сабота вечер, оваа вечер гости се пак ќе речем Рибја Чорба и многу македонски музички звезди и секако не заборавајте и во недела каде што ве очекуваат, еве да кажем, Мартинијан Кириловски, пинковите звездички од Македонија и незаборавниот Здравко Чолич. Ве оставам овде сега со ова емисија Вагол. Завршуваме, знаете, со селфи со мојот соговорник и се гледаме повторно наредната сабота во која што се надевам гостин ќе биде Здравко Чолич. Секој добро. Ти учоше ли?